Да се затворат дел од многобројните факултети во државава, особено во внатрешноста, и да се форсира средното стручно образование, бара бизнисот. Велат само со работа уште од средношколските денови, односно со дуално образование, може да се едуцираат кадри што ги бараат фирмите. Од Стопанската комора им препорачуваат на компаниите дека ќе мора да го одврзат кесето ако сакаат да ги мотивираат овие луѓе да учат занаети, а не да продолжат на факултет. Одговорот го даде амбасадорот на Финска, која беше во комора кај нас тука, кој рече дека е амбасадор затоа што го одбиле да биде учител таму. Компаниите ги подигнат платите, ако ги подигни платите и ако понуди подобра варијанта, тие ќе останат тука и ќе се запишат. Оваа година имаше експериментални паралелки, но од следната учебна година дуалното образование официјално ќе стартува. Младите 2 дена ќе учат теорија во школа, а 3 дена ќе одат на работа во однапред познати фирми. За нивниот труд ќе добиваат плата и ќе им бидат уплаќани придонеси. Тоа колку е потребата, на пример во еден Прилеп, како град, имаме десетина компании кои што искажале спремност да ангажираат ученици во дуално образование, меѓутоа тие се во една компанија 3, во друга 2 ученика и така натаму. Тие значи во една паралелка ќе одат понеделник и вторник, но ова сватете го условно, сега програмите се прават, значи во средното стручно училиште на настава, а додека среда, четврток и петок ќе одат на работа и учење практично во компаниите. Овој кадар е дефицитарен. За овој кадар имаме потреба како општество и секако имаме и спроведуваме кампања за отстранување на некои митови кои генерации од генерација на генерација се повторуваат и кои се апсолутно неточни, каде што вели дека со средно стручно образование немаме работа, што не е точно. На само 20% од младите кои биле дел од ваквите обуки, агенцијата за вработување им нашла работа. Само во минатата година повеќе од 6.500 млади лица поминаа низ агенцијата и повеќе од 1.200 се вработија само преку агенцијата за вработување. За да може дуалното образование да профункционира, ќе бидат променети неколку закони за да се регулира платената работа на малолетни лица. Следната година околу 300 средношколци ќе бидат дел од ваквото образование. Надлежните велат дека системот е пресликан од успешните примери во Швајцарија, Австрија и Германија.